овој проект е еден од 52 кои што во моментов ги финансираме кај основни и средни училишта во рамки на оваа иницијатива Предизвик за млади истражувачи. А наставно го правиме во рамки на оваа иницијатива Петок за млади. Ова го смисливме за да ги вадиме децата од школа во петок, да прават нешто друго да не идат во школа. Така да ние сме иновативни и креативни. Имаме два дрона за летање, едниот уствари од фирма која што го развива и која што веќе прави пари од тоа. Се надам дека и овој дрон ќе почне да прави пари, кај да е за тој што го смислил. Само ќе го охрабрам да размислувате прво вие како помлади деца, потоа и вашиот наставен кадар, да аплицирате затоа што наскоро ќе објавиме трет предизвик за млади истражувачи, а продолжуваме и со други програми под една нова рамка, тоа е фонд за млади умови, каде што ќе обезбедуваме финансиски средства за поединци во различен тип на активности, соработуваме и со USAID да сите овие проекти кои што се развиваат преку предизвик за млади, утре добијат поддршки, се развијат преку средношколски ученички компании и реално на што ќе го развиете да може да се комерцијализира, да се прават пари од тоа. Целта ни е нормално да ве научиме на меѓу другото размислувате критички креативно и да сватите дека преку ваков вид на занимација, а не седење дома играње на телефон што го прават моите деца исто така, може реално заработувате пари преку поддршката што фондот ја дава, пошто ние пред се и сега и понатаму ќе финансираме проекти кои што доаѓаат повеќето од младите луѓе. Значи 52 школи веќе финансираме и имаме некаде околу 100 стартап компании, тоа се фирми на млади деца како вас, не баш толку млади, ама тука сте негде 4-5 години разлика, така што само ќе го охрабрам денеска да внимаваме сите да видиме што е тоа што е веќе направено и секој да си подразмисли што може сам да направи, да конструира, да креира, да предложи, да добие финансиски средства, да си го реализира и потоа нормално си го продава и да се заработува пари, кои што прават сите нормални деца во целиот нормален свет. Ние овој проект го размислувавме некое време, баравме примена каде што би можеле да ги искористиме моите претходни знаења и знаењата кои ги стекнува во училиште на некоја вистинска примена што би направила промена во општеството. И дојдовме до еден интересен заклучок дека може ние да се бориме против шумските болести со дронови. Ние тоа го изследуваме преку прскање на дрва кои се заболени, бидејќи тие во природата обично се заболени 10 дрва, 5 дрва и се распространети на едно по едно, не се фокусирани на една група па да може ефективно со авион или со хеликоптер да се прска. Бидејќи од такво прскање се уништува општо екосистемот, пчелите, другите инсекти кои ги опрашуваат шумите, така да нашиот систем е многу поефективен и по-екофрендли на еден начин, кај што се прави локално прскање на дрво по дрво. И тука ни е нашата предност, кај што може да се носат релативно големи количини на течност во планина и ефективно да се прскат дрвата. Сите вие сте потенцијални таленти и да знаете дека во вас е иднината. И само сакам да ве охрабрам да го следите примерот на Марко, кој што покажа како неговиот талент успеа да го преточи во производ кој што може да се користи. Сите вие тоа можете да го направите, само следете го вашиот афинитет. Кратко за нашиот проект, значи ние почнавме со една друга идеја, а тоа е диагностика, односно инспекција. Можете да видите дека дронот кој што го користиме е многу помал отколку овој што Марко го користи, затоа што кај него е потребно подигање на товар, терен. Ние не подигаме товар со нашиот дрон, туку носиме само една камера која што е термовизиска. Идејата на таа термовизиска камера е да се забележат одредени работи, односно нашиот проект беше за тоа, потенцијални дефекти кај електроенергетски водови, далеководи, сте ги виделе сите овие што ги носат жиците, нели? Со помош на камерата можеме да ги детектираме потенцијалните или веќе постоечките дефекти. Значи, предиктивна и превентивна инспекција, како и корективна инспекција после тоа. Практички, ако го поврзам тоа со примерот што Марко го кажа за користењето на дронот за прскање на шумите, односно заболените дрва, тоа што ние можеме да го правиме и сега сакаме да се развиваме во таа насока е токму да детектираме каде има потреба од користење на дронот за прскање, односно да детектираме каде има заболување на одредени, дали се тоа шуми или одредени други култури, да речеме лозја или житни култури.
Сето тоа би можеле да го правиме со користење и она методологија која што ја користиме со нашиот дрон.